Продолжуваме со шестата видео сесија од модулот 1 на Премиум предприемач 2.0 насловен како Lean Startup. Ова е последната воведна сесија во која ги објаснуваме клучните поими и така во на еден поопшт начин го скицираме и објаснуваме процесот кој што следува. Следните видео сесии ќе бидат главните видео сесии во кои ќе биде опишан секој ваш чекор во најситни и најспецифични детали. Ќе треба само да ги следите и имплементирате. Сега, односно во оваа видео сесија ќе стане збор за уште еден старо нов термин кој ќе го користиме во процесот на Lean Startup. Тој термин е пивотирање. Наедноставно кажано, пивотирање представува нов термин, но со старо значење. Тука го користиме за опишување на процесот на враќање од валидација на купувачи во развојот на купувачи, кои што се следните сесии од овој модул. Клучното прашање е: што правите доколку хипотезите не соодветствуваат со реалноста? Точно, во 99% од случаи хипотезите, односно предпоставките, нема да бидат валидни. Тие нема да соодветствуваат со реалноста. Ова значи дека она што го имате веќе, доколку го имате наведено во вашиот бизнис план, како оние во 9 елементи на бизнис планот, сето тоа се предпоставки, односно хипотези. И во 99% од случаи тие нема да бидат точни. Пивотирање е процес кој одговара на ова прашање. Пивотирања се резултати од тестирање на хипотезите и експериментирање, кога ќе имаме негативни резултати за некои од хипотезите. Пивотирање представува значајно менување на една или повеќе компоненти на бизнис моделот. Например, можеме да дојдеме преку нашите експерименти и тестирања до следниве заклучоци. Не е тој сегмент на купувачи вистинскиот за нас. Вистинскиот е овој и овој. Тоа значи дека мора да промениме нешто. Нашиот бизнис модел не треба да биде фримиум, треба да наплаќаме уште самиот почеток. Тоа значи дека ќе бидат потребни промени во приходната структура на самиот бизнис модел. Погрешен е каналот на дистрибуција, ни требаат луѓе за директна продажба. Мора да додадеме нов канал на дистрибуција и нови клучни ресурси во бизнис моделот, што ќе значи и промена на трошочната и приходната структура. Потребни се нови партнери. Во моментов не ги добиваме резултатите кои ги очекувавме од овие што ги имаме наведено. Значи, ова ќе покрене нова иницијатива во која мора да пронајдеме нови партнери и да ги замениме сегашните. Ќе бидат потребни промени во партнери, во бизнис моделот, но и односите кои ќе ги имаме со тие партнери. Наедноставно кажано, пивотирање представува процес на изведување на промени во нашите предпоставки поради негативни резултати од нашите тестирања. Мора да запомните дека тестирање на хипотези содржи неуспеси. И добро е да имате неуспеси. Неуспесите се основа за учење, за подобрување на бизнис моделот, за подобрување на производот или услугата кои ќе ги понудите. Подобро е сега, уште во оваа фаза, да бидете свесни за неуспесите, наместо подоцна кога веќе ќе почнете да ја градите компанијата и ќе инвестирате голема количина на пари, време и ресурси во неа. Затоа и повеќе неуспеси значи повеќе можности за пивотирање, поголемо доближување до купувачите и нормално резултат на целиот овој процес ќе биде подобра компанија. Добро, со оваа сесија завршуваме со воведно излагање на овој модул Lean Startup. Вие за сега би требало да имате прва драфт верзија на вашиот бизнис модел, неколку дефинирани експерименти за тестирање на хипотезите од бизнис моделот, веќе реализирани неколку тестирања пошто сте добиле некои информации и дефинирани се некои промени кои треба да ги изведете. Ако немате што да промените, сменете ги експериментите, сигурно имате некоја грешка во процесот, затоа што во 100% од случаи сигурно ќе треба нешто да промените. Во следната сесија започнуваме со нашата заедничка работа, чекор по чекор, дел по дел. Се гледаме во следната сесија.